секогаш размислував дека правниот факултет е нешто каде што ти седнуваш, буваш и учиш на памет. Мене како што мислам јас. Да. Интересното е што прво што треба да разбереме дека тоа наметнување дека нешто се учи на памет поаѓа од нас самите. Значи, доколку ние сакаме нешто да го научиме и да си го направиме поинтересно, а не ни биде само бување, да си го поврзеш, ти сам ќе си најдеш, ето така, ќе си најдеш, така, тоа што го гледаш, затоа што се работи за општествена наука каде што ти за се што би го набубал на памет, можеш да најдеш општествен пример од твоето окружување да си ја направиш самата материја поинтересна. Другиот проблем со кој што се соочуваме, затоа што кога студенти ќе дојдат во прва година, ќе го погледнат материјалот и материјалот не е тоа што го тие очекувале. И тука одма се откажуваат и ставаат една кочница и мислат, добро, мене сега цел факултет ќе ми биде вака. Меѓутоа, основите мора да се научат, секој почеток е тежок. Дали тука или во странство или каде да отидеме, на техничките секаде ќе биде тешко. Меѓутоа, тука веќе треба само да го избришеме прво, да избришеме онаа слика дека професорите се тука да бидат наши тутори и наши, значи професорите на факултет, јас повеќе ги гледам дека треба да ги разбираме на еден начин како ментори, меѓутоа не ментори кои што сега нас ќе ни го регулираат нашето однесување и каде треба да одиме ние и што треба да правиме ние и така натаму. Значи ова не е средно. Ова е факултет каде што ти веќе треба за професорот да се поставиш во некоја поблиска релација, поотворена релација и едноставно некои работи зависат самите од нас. Јас мислам дека правниот факултет е најдоброто место. Ниту некој факултет во Македонија не е најдобар. Едноставно за да бидеш добар треба константно и постојано ти да работиш на тоа. Меѓутоа некоја вина некогаш не сакаме ние како студенти да си ја прифатиме дека поаѓа од нас самите. И ние, нас некој секогаш професор не сака, нас или одиме на линија на самовиктимизација, на нас нешто не ни иде. Тоа ќе го има на секој факултет. Дали вие ќе се запишете тука или во странство или на некој друг факултет, зборам на кампусите, секогаш ќе има професор кој што повеќе и помалку ќе ви се допаѓа. Материја која што ќе ви биде помалку и повеќе интересна. Ваше е да работите на себе, да се пронајдете каде е вашиот домен кој што ве интересира и на кој што сакате нели нормално да се надоградувате и да работите. Меѓутоа, правниот факултет на вистина не е само во бањата, значи еве можеби од мојот аспект на политиколог го кажувам тоа, меѓутоа кој учел доста правни предмети. Да, кој што учел доста правни предмети. Еден интересен пример. До оваа година, додека не станав демонстратор и додека не почнав да работам како програмски асистент на клиниката, никогаш не можев да разберам неколку работи. Прва работа беше како професорите не успеваат да си најдат некоја комуникација со студентите каде што сите вие ги заинтересирате за она кое што го предавате. И јас за тоа се интересирам. И доаѓаш во ситуација каде што едноставно разбираш дека ти можеш што сакаш да направиш, ако некој не е заинтересиран за тоа што учи, ти не можеш да направиш ништо. Да. И ти секогаш по дефолт ќе бидеш оној кој што ќе биде виновен. И тоа не може да се промени, затоа што ти ќе бидеш оној кој што лошо предал, оној кој што не заинтересиран. Затоа велам дека некогаш потекнувам, мислам, ја кажувам сликата и перцепцијата и од студентска, меѓутоа еве за среќа и од една друга перспектива. Така што, да, мене ми е многу јасно дека на 18 години секој од нас уште не знае каде оди, не знае каде се пронаоѓа, меѓутоа ете се случува тој полека, но сигурно тој прогрес каде што се пронаоѓате каде. Има зрење во текот на студирањето, едноставно има зрење. Не сте исти кога сте прва година, втора, камо не последните години. Инаку околу методиката на студирање, ние уште многу одавна, 15 и повеќе години, воведовме некако се учиме да воведеме што е повеќе можно интерактивно работа и на студиите факултетски. Ја мислам дека веќе многу однаќе на тоа ќе нас низ пресуди случаи и така натаму, кои се дискутираат. Меѓутоа, ова не е критика, овие критики има и за ова е танго, нели има две страни, студент, професор. Знаете, за двојца треба, нели за танго. Не е лесно да се обезбеди таа динамика и во текот на наставата.
Особено што имаме некои наследени навики, дека и студентите тие навики ми се чини дека се провлекуваат уште од основно и средно образование. Тој недостаток, да кажеме, за чувство за интерактивност, чувство за размислување, поред да се учествува. На крајот на денот, извинете што ве прекинувам, меѓутоа и многу е полесно кога знаете дека има кој да ве води. Така е, но од друга страна и веќе и професорите, да не сме ние идеални, се разбира, веќе професори има па некои наследени навики на екс-катедра предавање, што беше порано меѓу номинативен систем, тоа не само кај нас, тоа е многу, дали Сократов метод или Аристотелов метод на настава, ама мислам дека веќе сме зрели и созрели последните 10 години, јас би рекол без никаков проблем, и веќе се работи интерактивно. Ставите поинтересно, но не знам како, имаме и други некои навики. Да кажам дека има инерција и по инерција некои навики кои спречуваат да учествуваат. Јас имав, пример, многу на постдипломски студии беше тоа, не сега, пред 10 години. Имав проблем, едноставно, вие давате задачи. Прочитајте таа пресуда, направо предавачите, не треба, интересно. Пак и разговараме, размислете за ова, ево на следниот час. Тоа е на следниот час, еден прочитава 12.